Поводот за посетата на амбасадорот е нивната директна инвестиција во подобрувањето на животната средина и подобрувањето на условите на самото училиште, односно комплетна реконструкција на фасадниот дел и кровната конструкција. Со ова возможивме ова едно најстаро училиште од средна стручна спрема да има добри услови, самите ученици да добијат една животна средина, подобрување. Знаете, претходно беше азбесен кровот, сега е со материјали кои што се безбедни. Фасадниот дел е со енергетска ефикасност, која што постигнавме над 35 до 40% заштита во енергијата. Со тоа возможуваме голема иднина за ова училиште и морам да потенцирам дека интересот за ова училиште во последниве 2 години и со ова сега реконструкција, дека ќе биде поголем и имаме над 250 ученици. За возврат на тоа пред 2 години имаше само 100 ученици. Така да мислам дека ова е добра инвестиција, добар начин да се покаже една голема хуманост и развој на средно училиште. Јас сакам лично еве на амбасадорот на Кралството на Норвешка, на господинот Јан Јелстер, да му се заблагодарам и во името на општината, меѓу и тоа од името на сите жители на општина Кавадаци, на Република Северна Македонија, за тоа што ова за нас е од големо значење и не би можеле да го спроведеме доколку немаме вакви наши партнери и пријатели кои што несебично инвестираат во подобрување на животна средина и на енергетската ефикасност. Разговаравме денеска за многу други проекти. Нивниот интерес е партнерски настроен кон нас во делот на граничниот премин кој што треба се врз основа на партнерскиот договор да се спроведи Пулјевац, во делот на обновливи извори за енергија. Знаете дека Скандинавија и Норвешка се земји кои што имаат многу развиено во делот на обновливите енергии, на изворите на енергија, така да можеме само да следиме едни добри примероци и очекуваме една максимална поддршка во делот на развојот на нашата општина и нашата република. Yeah, well, it's a great pleasure for me to visit the municipality of Kavadarci. Големо задоволство ми е што сум денес во посета на општината Кавадарци, која што е лоцирана во средишниот дел од Северна Македонија, во регионот кај што се произведува вино. Како што знаете, ова е еден од најпознатите вински региони во југоисточна Европа и е многу познато ова вино исто така и во Норвешка, и посебно сум среќен што во повеќе аспекти ќе можеме да продискутираме и продискутиравме со општината за нашата меѓусебна соработа. Јас сум одушевен од она што го видов и чув во разговорот и бев охрабрен од самиот градоначалник и посебно сум среќен од тоа што има визија за развој на оваа општина и пред се за развој на заедничките чекори што ние би ги преземале заедно со општината. Јас тука би го нагласил заекнувањето на економијата, отварањето на нови работни места, подобрувањето на условите на животната средина и отварање исто така и соработка со соседните држави и преку можноста за прекогранична соработка и отварање на гранични премини. Нашите цели овдека се подобрување на економската состојба, отварање на нови работни места и пред се напредок на економскиот развој во општината, намалувањето на економскиот диспаритет преку можности за вработување. Подолго време веќе се области каде што Норвешката развојна помош ја фокусира својата активност со земјите со кои што се работува, но тоа не е само од тоа што имаме ние морална обврска да го правиме тоа туку, едноставно од рационални економски и социјални причини. Ние сметаме дека секое општество треба да ги користи своите човечки ресурси на највисок можен начин за да ја зајакне социјалната кохезија, за да го овозможи социоекономскиот развој и сметаме дека тоа е една од најважните цели кои што секоја економија треба да си ги постави. И социјалната нееднаквост е исто така еден од пречките и проблемите кои што се јавуваат во општеството, за да им овозможиме на оние маргинализирани групи кои што се вон социјалните текови да можат да се вратат и да можат да придонесат во развојот на општеството. Исто така, нееднаквоста која што во општеството се јавува, комбинирана со проблемите и тешкотиите на пазарот на работна сила и ограничените можности, ги подкопуваат можностите за економски развој и просперитет. И тие проблеми ние сакаме да ги адресираме, значи и со нив да се фатиме во костец. И јас сум затоа среќен што можам да укажам и увидам на тоа дека новите можности се отвараат со нудење на можности за вработување, да се најдат соодветна работа, да се самовработуваат луѓето за да може соодветно да се влие врз економскиот развој и подобрување на социјалната и економска состојба на граѓаните.
Исто така сакам да укажам на тоа дека ние отвараме можности за вработување преку план, оперативен план за вработување од 2019 до 2020 година, каде што ставаме на располагање околу 400.000 евра на општините Кавадарци и Неготино, но и на други субјекти во државата за да можат да соодветно да ги искористат во правец на економски развој. Се надеваме дека Република Северна Македонија наскоро ќе започне со преговорите за пристапување кон Европската унија, дека ќе ги користи средствата по поставени приоритети и проекти и дека на тој начин ќе овозможи мерките што ќе бидат применети да бидат за доброто на заедницата, за доброто на општеството, на граѓаните и сите тие да бидат насочени кон заштита на животната средина. Јас на крајот би сакал да ви заблагодарам на сите за помошта и соработката и пред се топлото и срдечно добре дојде што го доживеав овде од раководството на општина Кавадарци, но и од самите граѓани овде во вашиот град. Ви благодарам господин градоначалник за досегашната соработка. Јас се радувам на нашата идна соработка и пред се сум особено расположен за тоа за вашата визија за градот и за вашата посветеност кон градот. I look forward to continue our relationship. Па на крај само ми останува да заблагодарам до амбасадорот на Кралството Норвешка и до градоначалникот за целокупната поддршка што ни ја дадоа во овој период. За денеска сме тука за завршување на работите за реконструкцијата, целосна реконструкција на кровот и фасадата. За нас е од големо значење, огромно значење, бидејќи целокупната реконструкција на кровот е од безбедносно значење пред се, бидејќи претходно беше азбестен, сега е со нови материјали, фасадата исто и целокупното престојување, значи и наставата во училиштето ќе бидат многократно подобрени.